Би сакала да ми дозволите и јас една минута нешто да кажам во однос на законот и зошто сум заинтересирана и интервенирав и амандмански во истиот. Сметам дека правото на избор, плурализмот, демократско-либералните вредности, кои што ги усвоивме пред 30 на години, беа голема победа над еден мрак и едноумието кое што ги забрануваше верските, меѓу другото и верските права и правото на припадност кон одредена религиозна група, или пак уште пострашно, не беше комплетно забрането, но беше стигматизирано, деформирано, девалвирано и така натаму, но знаеме дека идентитетот и традицијата се нешто што не можете само да го забраните со закон. Историјата покажала, знаете вие многу добро, дека устното предание, она што мајките ни пренеле во огништето, е нешто што има силно влијание и представува белег, помеѓу другото, во однос на градењето на индивидуалниот културен диверзитет. Од таму и регулирањето на средното образование со верско образование, со предзнак верско, за мене беше предизвик уште во претходниот мандат. Тука би сакала да кажам дека, за разлика од некои колеги кои што биле повикувани, јас, например, иако сум универзитетски професор по право на најстариот државен универзитет, никогаш не се одважија да ме прашаат и да ме повикаат. Со задоволство ќе помогнев во интерес на сите, како и секогаш, и така ќе продолжам и во иднина. Го кажам само моето лично мислење, да не биде сватено никако поинаку. Но она што е исто така особено значајно и што сакам да го земете сите во предвид, е дека во рамките на едно вакво законско решение ние им остваруваме две клучни цели. И тоа би требало сите да го земеме како позитивно. Првата е, ја ставаме и оваа сфера во општеството, кој што е тоа особено значајна, во рамките на државата, што значи дека државата и надлежните институции ќе си водат сметка и во однос на наставните програми и во однос на спроведувањето на истиот, што е заштита и превенција од други опасности со кои што се соочува овој век во кој што го живееме. Нашиот век. И втор момент е што им даваме шанса и можност и на овие млади луѓе кои што се определиле во одредена возраст, ако ме прашате сега што мислам за задолжителното средно, нема да се согласиме сите, мојот став е поригорозен, но ете сме ја дале таа шанса, но еве да им дадеме шанса и дека можеби ќе се премислат, а тоа може да го осварат доколку ги осварат правилата на игра и го положат државниот тест матурата и успеат да се квалификуваат таму каде што трнали се замислеле. Тие се две придобивки кои што сметам дека ги опфаќаат, значи сите како дека целиот спектар на нашиот општествено-политички систем, и поконзервативниот и најлибералниот. И во рамките на истиот создаваме можност преку законската регулација да можеме да имаме некаде од каде што можеме да почнеме. И тука исто така тоа ми дава мотив, ме прави да го земам ова како позитивен чекор и да дозволиме, да овозможиме истиот да видиме како ќе се одвива. Бидејќи во овие услови сега како што се, верувајте, не може државата да постапува по однос на инструментите кои што ги има на располагање. Не може инспекторатот да постапува, не може да се види други аспекти кои што се опасност и ги загрозуваат младите индивидуи и создаваат општествен проблем од невидени размери. Од таа причина го поздравувам уште еднаш кај донесувањето на ова законско решение, верувам дека можеби во иднина ќе најдеме и нешто што можеби ќе го коригираме, но затоа сме ние тука, народни избраници, нашата улога е во интерес на граѓаните да носиме законски решенија кои што ќе носат бенефит и ќе создаваат развој на институциите и на општествено-политичкиот систем. Извинете што одземав малку време.